Во тема на денот како што најави вечерва разговарам со председателот на Transparency International Македонија, Благој Пандовски. Господин Пандовски, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на СИТО. Пред 2 дена Transparency International го објави глобалниот индекс за перцепција на корупцијата. Според тој извештај Македонија ги има истите поени како минатогодишниот извештај, 40 поени, но се позиционираме 4 позиции понапред од 88 на 84 место. Што значи ова? Како да го толкуваме? Добро е или лошо е? Видете, јас во мојата изјава која дадов за медиуми, кажав дека ние бележиме една константа. Значи, немаме промена во делот на поените. Имаме поместување во делот на позициите. Имаме 4 места подобра позиција, ова година сме 84-то место, меѓутоа тоа се должи и на еден глобален тек на паѓање на борбата против корупција, да кажеме, во светот, претежно во делот на развиениот свет, односно западноевропските држави и Северна Америка. Тоа дека во ситуација кога борбата против корупцијата на светско ниво паѓа, а ние задржуваме исти поени, може да се каже дека е почетна точка за она што понатаму треба да се направи, односно да ги спроведеме сите оние реформи како би добиле подобар број на поени, односно уште подобро би се позиционирале. Генерално ставот на Transparency International дека сите поени кои што се под бројот 50 не се сметаат за борба против корупцијата, а ние имаме 40, така да треба уште 10 да работим. Поени да се подобри. Гледам вака досието на Македонија кое што стои на официјалната веб страница на Transparency International. Најдобро сме биле позиционирани во 2014-та на 64-тото место, најлошо 2020-та на 111-то место од вкупно 182 земји. Да им објасниме на граѓаните за да биде поразбирливо. Како се оформува оценката, како се добиваат поените или како се прави оваа листа? Па вака, индексот на перцепција на корупција е најобемно истражување во делот на борбата против корупцијата. Таму се вклучени генерално 13 извори на податоци. Тоа се институции, организации, фондации и други ентитети кои што вршат истражувања во определени области. Кај секоја држава се користат различен број на индикатори. Например, во нашата држава Македонија оваа година се користени 7 индикатори и претежно е така. И претежно се истите во сите овие години. Секоја од нив дава оценка во определена област. Кога оценката во определена област на таа институција, односно тој индикатор, ќе се земе во корелација со другите останати индикатори, се зема средна вредност и така се добива онаа оценка генерална во случајов 40 поени. Инаку, еве, например, некои од нив даваат повисоки оценки, зависно од област. Например, Бертесман фондацијата од прилика дава секогаш највисоки оценки. Другите индикатори даваат средни, некои даваат пониски, и кога ќе се собере овој збир, се добива оној среден збир, односно среден поен кој што на крајот е индикатор за државата. Сега морам да ве прашам директно, затоа што е многу актуелна тема во државата. Дали ако не се случеше оној скандал со председателката на антикорупцијска комисија, институција која што е директно задолжена за борбата со корупцијата во државата, Македонија ќе беше подобро позиционирана на овој извештај? Видете, не можеме да кажеме дека со сигурност тоа бил клучен одлучувачки фактор за поените, бидејќи знаете како кога се изработува индексот, кога Transparency International го изработува индексот, тој не гледа толку многу на скандалите, туку гледа на реакциите на институциите. Што сакам да кажам со тоа? Се случува определен скандал, определена неправилност во најава и така натаму. Меѓутоа, многу е битно како институциите се справуваат со сето тоа. Тоа значи дека начинот на кој истражните органи тогаш постапиле, самата институција, самата реакција на председателот, колку ДКСК го задржа својот кредибилитет во склоп со тие, да речеме, работи кои се случи, односно скандал кој што произлезе кај председателката, сето тоа кога ќе се земе во предвид, тоа ја гради сликата.
да речеме самата работа која произлезе од ова, односно поврзано со неа, нема директно влијание на оценката. Денеска се случи уште една оставка од страна на членот на комисијата Цвета Ристовска по сите овие случувања поврзани со незиното име, партиски обвинувања за начинот на кој што работела таа и членови на незиното семејство, денеска поднесе оставка до собранието. Очекувате ли ова да влијае на враќање на довербата, кредибилитетот, па и начинот на кој што работи ДКСК? Јас еднаш и порано ја искоментирав ова ситуација околу членката на ДКСК и кажав дека, нели, се додека нема некаква правосилна осуда, нема некакво решение или нема било што кажува нешто за нејзиното работење, останува на неа таа да одлучи дали ќе даде или нема да даде оставка во оваа ситуација. Тоа што таа ја даде оставката, кажува за неа дека таа проценила дека во овој момент со нејзината оставка би се зачувал на некој начин кредибилитетот на ДКСК, особено затоа што има и предмети во кои што треба да се одлучуваат по основ на оваа околност. Јас сметам дека тоа е доста честно и доста согласно ситуацијата во ова што го направи членот Цвета, меѓутоа пак ќе кажам, тоа до некаде може да влијае во враќање на довербата, меѓутоа довербата не секогаш се случува, односно не се покачува само со вакви действија како оставка, се покачува со работење на институцијата. Кога институцијата ќе работи, кога ќе добиеме повеќе решенија, кога ќе добиеме повеќе излегување во јавност и кажување каде има неправилности, бидејќи ДКСК е една од клучните институции која детектира неправилности поврзани со корупција и тоа го прави на еден стручен начин, односно во советите во кои што работи. Тогаш функционално се зголемува довербата во институцијата. Ова е за поздравување, меѓутоа треба да следи и работа на тоа некаков печатокот на јавноста, барем би можел да кажам, е дека не достига такво нешто. Сега имаме нов председател на антикорупцијска, еве и членот за кој што имаше сомнежи дека би можел на некаков начин да влијае со неговите постапки на кредибилитетот на институцијата си поднесе оставка, што значи дека ќе имаме и уште еден нов член. Гледате ли капацитет дека оваа комисија сега може да работи задоволително? Видете, во комисија... Да испорача резултат. Така е, во комисијата има доста стручни луѓе, по моје мислење. И сметам дека новиот председател, нели, на комисијата е човек со висок интегритет, кој што ќе успее да воспостави ред во работењето и ќе ја доведе на некој начин во состојба на функционалност. Меѓутоа, знаете како, квалитетот е една работа, а оние проблеми кои што ги зборуваме за Државната комисија за спречување на корупција, оние со кои што таа се соочува, е сосема друга работа. Знаеме дека уште пред неколку години беше проблемот со Државната комисија за спречување на корупција, требаше да се направи вмрежување, електронско вмрежување за добивање на побрз проток на информации од други релевантни институции, како би можело побрзо да се работи и советите да носат побрзо одлука. Другиот проблем е иницијативите кои таа ги поднесува до обвинителството, кој што е орган за гонење. Секогаш кога ќе се јави сомнеж дека постои кривично дело, не мора да е од корупција, поврзано кривично дело некој со корупцијата. Обвинителството е тоа кој што треба да ги земе сериозно овие иницијативи и понатаму да ги процесуира во кривична постапка. Се додека тоа не се случи, тие колку и да се квалитетни, колку и да работат, нема да имаме импакт, односно борба против корупција. Да не излезе сега дека само антикорупцијска е таа која што влијае на нашето рангирање на Transparency International. Ќе ве прашам што друго е клучно да направиме за да се подобри нашата позиција. Пред се реформи во правосудниот систем. Меѓутоа, кога зборам за реформи, не зборам за реформи кои што се само на хартија. Зборам за ефективни реформи. Зборам за ефективни промени на закони. Закони кои што ќе направат механизам на проверка пред се на сите оние кои што се во правосудството, оценка на нивната работа, функционални судски совет и совет на јавни обвинители, кои што се клучните институции кои што вршат проверка на, нели, луѓето од правосудството, понатаму испорачување на резултати, несоочување со застарување на предмети, нели, правење на редослед оние предмети кои што се пред застарување побрзо да се застарат, оние кои што се од висока корупција да имаат исто приоритет, бидејќи тие имаат поголема општествена вредност, да кажеме, од делот на борбата против корупција. Понатаму, носење на добри и применливи измени на клучни закони, еве како, например, кривичниот законник. Знаеме дека
изработен е текст, подпишан е од страна на председателката, меѓутоа колку тој е добар. Имаше критика на истиот, имаше некои елементи кои што треба или да се исфрлат, а нешто што треба да се дополни за тој да добие функционалност. Значи, пред се носење на функционална законска рамка, правење на реформи во правосудството, носење на луѓе со интегритет. Знаете, ние колку и добри закони да имаме институции кога ќе ставите луѓе без интегритет на определени позиции, после одреден период се случува нешто, ќе се случи скандал, ќе се случи неправилно работење и сето тоа влијае на оценката. Значи, кога зборуваме за правењето на оценката од Transparency International, повторно ќе потенцирам, не е толку она што се случува како скандали и ситуации. Повеќе е реакцијата, како ние се справуваме со сите овие проблеми. Ако има брза, ефективна и правична завршница, тогаш имаме и подобра оценка. Кога зборам на правична, зборам на тоа дека дури и правосудните органи под притисок на јавноста не треба да носат брзи пресуди само колку да го задоволат медиумскиот простор или јавноста, туку тоа треба да биде добро образложено, треба да се темели на принципот на владење на правото, на законите. Само тогаш ќе имаме напредок. Да, убава порака испративте. Ајде сега за оние забелешки кои што некако провеа во јавноста или прашања кои што се отворија по објавата на извештајот на Transparency International. Генерално гледано од земјите кои што не се дел од Европската унија, се наоѓаат во регионот, подобро од нас стои Црна Гора, но и Косово. И прашањата тука беа како може Косово да има подобра позиција на оваа листа од Македонија. Какво е објаснувањето? Видете, сега јас конкретно не навлегов кои се индикатори, односно кои се извори на податоци за Косово, па и за Црна Гора. Меѓутоа, најверојатно, при ценењето на индикаторите, односно оние кои ги даваат податоците до Transparency International и кога се во прашање овие две држави, се видела определена правилна реакција на определени, не знам, потенцијални скандали или определени работи со кои што тие држави се соочиле. Виден е прогрес во дејствувањето на институциите. Кога тоа ќе се види, тоа и се наградува. Сакам да кажам исто така дека изворите на податоци, оние податоци кои што се добиваат за градење, односно правење на самиот индекс, не секогаш го фаќаат периодот само од последната година. Тие знаат да бидат и со некогаш и со податоци од пред година или две. Тоа значи дека подобрувањето на оценките е резултат на еден долг консеквентен период и подолг период на одредени реформи или одредени реакции кои што тие држави ги направиле. Така да верувам дека ова поместување кај нив на подобро е резултат на вистина на некоја добра активност или добра пракса која нивните институции ја воспоставиле. Анализата на извештајот покажува дека назадување во борба со корупцијата има на генерално ниво. Вие тоа веќе и го споменавте. Дури и кај Данска, која што е на првата позиција, има намалување кај 1 поен во оценката во споредба со претходната година. Или еве во првите 10 извади сите имаат или стагнација или намалување. Единствено подобри резултати има Германија која што се наоѓа на 10-та позиција. На што се должи ова, ајде да речеме, криза во борбата со корупцијата на глобално ниво? Објаснувањето на Transparency International во индексот за перцепција на корупција на оваа година е во две насоки. Првата насока е дека се соочуваме со слабо лидерство во светот генерално. Знаете како, имаше она дека слабото лидерство носи лоши ситуации. Доброто лидерство носи добри ситуации. Кога поголемиот дел од оние земји кои што се развиени се соочуваат со слабо лидерство, опаѓа процентот на демократија во земјите. Кога опаѓа процентот на демократија, опаѓа процентот на транспарентноста и процентот на справување со кризите, во случајов и со борбата на корупцијата. Тие две работи се некако поврзани. Кога тоа ќе се случи, институциите веќе го губат својот кредибилитет и на тој начин се намалува оценката за таа држава. Дури и сад на најлоша позиција досега историски. Дури сад на ова извештај. Шведска исто така има намалување. Знаете, скандинавските земји се многу интересни кај нив. Всушност затоа и се високо рангирани. Справувањето со корупцијата е културолошки феномен, знаете, одлика на овие држави, бидејќи уште од времето, нивната пракса на заедништво, на грижа кон општеството, кое е заедничко за сите, вродува една култура да не се толерира корупција. Меѓутоа, гледате,
При глобален пат на лидерството, дури и овие држави се соочуваат со намалување Не со покажа пат. колку тоа треба да биде континуитет. Како извинете? Континуитет да биде во работата на институциите за да има резултат. Апсолутно. Треба да има континуитет и треба да има резултати. Значи не е со какви скандали ние ќе се соочиме, не е што се случува, туку како општеството реагира на тоа, како се справува. Секогаш кога има добра реакција, имаме добар резултат. Господин Пандовски, благодарам многу за гостување. Ви благодарам и на вас.